Авги, сообраќаен хаос. Ова е секојдневие на клинички, а лек за долгогодишниот проблем нема. Граѓаните револтирани. Велат дека со часови бараат паркинг место. Тротоарите се окупирани со возила, па дел од пациентите, пеш, буткајки се меѓу нив, се борат да стигнат до болниците. Најтешко им е на оние кои се движат со инвалидска количка. Кога зборим ова катастрофа Скопје, главниот град у Скопје, 1 сат не може да излагаш и да влезеш. Можете да вртите пола сата да не најдете место. Гледат не хаос, него како атомска бомба да е паднато. Да не се влегу уопште. Тоа ништо друго, ова хаос. Колата сега кузна колку треба да платам. Катастрофа. Ова не сум го видел до сега. По 80 години доаѓам и више никад нема да дојдам. Кидо ќе се лечам приватно по ова. Ова е хаос невиден. Министерот Филипч со истиот одговор кој го даваше месеци назад, вели дека проблемот ќе се реши. Појасниот и бил во постојана комуникација со градските власти и паркинзи и сите заедно нашле чаре, но не прецизираше кога граѓаните конечно ќе можат лесно, без проблеми и чекања да дојдат до клиниките. Нешто што ќе бара повеќе време за да административно се среди е тоа да ги почне постапките за монтажните катни гаражи. Така да се работи на неколку решенија, да се олесни сегашниот тек на сообраќајот и да се овозможат дополнителни паркинги места со дополнителен влез и излез, што мислам дека ќе ја смени сликата за овој сообраќајен хаос. Вистина многу споро одат работите со администрацијата и затоа не сакам да кажувам време, но верувајте дека на вистина работиме интензивно, ова е еден од нашите приоритети. Вртењето кругови и барање паркинг место создава нов проблем. Здравјето на пациентите дополнително се влошува поради издувните гасови од преголемиот број на автомобили, кои ги вдишуваат, движејќи се низ комплексот клиники.